Добар ден! Еве не повторно заедно во истиот редовен термин 10 часот со Алфа Ординација, секако нова тема и нов соговорник. Убавото време верувам дека ве влече да излегувате, да шетате и да уживате во есента која што навистина оваа година долго трае според временските температури, според временските услови. Но сите оние кои што денеска останале дома и желе да бидат заедно со нас, ќе проследат една емисија која што ќе ви даде можеби одговор на некои ваши секојдневни проблеми. Кога велам секојдневни, мислам на главоболките. Разни се причинителите за да ве боли глава, ќе чуете денеска кои се тие причинители и зошто во некој одреден период често ве боли главата, дури некои луѓе имаат и мигренозни болки. Дали е тоа од притисок или од промена на време или нешто друго е во прашање, следете не внимателно, ќе добиете одговори на вашите прашања, ќе се разрешат некои дилеми, а доколку ние не успееме да одговориме на нешто што вас ве интересира, телефонските броеви ќе бидат испишани на екраните, па повелете, јавете се и бидете заедно со нас интерактивно. Главоболка и мигрена е темата за денеска, ќе ја разработиме со доктор Марија Гашовска, невролог од болницата Аџибадем Систина ни доаѓа. Добар ден, добре ни дојдовте. Добар ден, добре ве најдов. Може ли за почеток, бидејќи сте вие невролог, може ли за почеток еве да ни кажете што е вашата специјалност, со што практично вие се занимавате, за еве на луѓето да им е појасно што е тоа што работи неврологот? Така, јас сум специјалист невролог, заедно со моите двајца други колеги, невролози во болницата Систина, се занимаваме, односно ги обработуваме заболувањата на централниот и периферниот нервен систем. Така е. Тогаш значи може да зборуваме за главоболката и ќе ни ги одговорите сите прашања врзани со главоболката, бидејќи тоа е на некој начин поврзано со нервниот систем. Апсолутно. Што е главоболка? Што е тоа што не боли во главата? Така. Главоболка е болен синдром, односно заболување кое што ги зафаќа, афектира деловите на главата и вратот кои се осетливи на болка. Она што боли во главата не е мозокот, туку болат обвивките околу мозокот, болат крвните садови во мозокот и болат нервите, мускулите на вратот и на главата. Тоа е тоа што во главата боли. А самиот мозок како орган, како ткиво е безболен. Така. Велите главата и вратот. Да. Која е таа поврзаност? Што е тоа поврзаност? Кога велите, кога боли глава, поврзано и со вратот? Да. Значи, главата и вратот, како една целина ги третираме, затоа што се специфични, по тоа што се многу богати со рецептори за болка. Сите овие органи што претходно ги напомнав, што реков дека може да болат, се органи кои што се богати со рецептори за болка. Кога боли главата, луѓето нормално се многу загрижени, затоа што во главата е сместен најважниот орган, мозокот. И тие се загрижени дали можеби имаат мозочен тумор или некоја друга болест на мозокот. Меѓутоа, исто така и другите структури на главата болат. Тука се устата, очите, ушите, кожата, подкожното ткиво, мускулите на вратот, сето тоа боли и ги прави главата и вратот како регија многу осетливи и достапни за болка. Кога велиме, јас би сакала еве во емисијава да направиме една поделба, во првиот дел да зборуваме за главоболките, а потоа за мигренозните болки. Тоа е поврзано, меѓутоа е и различно на некој начин. Кога велиме главоболка, колку често кај еден пациент може да се појавува главоболката, во колкаво време траење? Главоболката е многу честа состојба. 1 до 2% од сите интервенции во ургентните центри, во брзата помош опфаќаат токму на главоболката. Дури во светот постојат и специјални клиники наменети, односно кои се занимаваат само со главоболка, што сака да каже колку е таа честа, фреквентна и колку бара понатамошен третман, дијагностицирање и лекување. Значи, главоболката е најчестата причина поради која што пациентите бараат помош од своите лекари. Најчесто тоа се матичните лекари. Конкуренција е единствено грбната болка. Така, како се класифицирани главоболките?
Главоболките ги класифицираме за полесно да не разберат гледачите во три групи, односно ќе направиме поделба на три. Првата група се примарни главоболки. Значи тоа е главоболка како болест. Нема друго објаснување во организмот за таа состојба и тие имаат специфични патофизиолошки механизми свој. Таква е на пример мигрената, такво е тензионото главоболие. Втората група се секундарни главоболки. Тоа се главоболки кои што се јавуваат, односно се симптом на друго заболување во организмот. Значи, ние сме од нешто болни и главоболката е еден симптом од таа болест. Типичен пример се, да речеме, главоболките кои што се јавуваат кај инфективни состојби, менингитиси, енцефалитиси, може да биде воспаление на параназалните синуси. И тука исто така во секундарна главоболка сакам да споменам главоболката поради злоупотреба на лекови. Затоа што мислам дека тоа е многу чест и голем проблем. И третата група се невралгии, значи заболувања на нервите и други болести на лицето и вратот. Тоа е таа поделба. Аналогно на поделбата, дали и главоболката е иста кога е, да речеме, заради менингитис или синусите кога се во прашање? Иста ли е главоболката? На исто место ли боли? Интензитетот каков е? Така. Може да биде слична и тоа е она што некогаш не ги прави диагностичките, да кажам, потешкоти. Главоболката е болен синдром и како и секоја друга болка има своја јачина, односно интензитет, има свој квалитет, има време траење, има ток и со тоа се занимаваме ние лекарите кога ќе ни се јават, еве, да речеме, пациенти кои имаат главоболки од овој тип што ги споменавме. Значи, конкретно кога зборуваме за квалитетот на болката, најчесто пациентите опишуваат експлозија во главата, притисок, стегање, пулсирање. Ајде да кажеме, нас не интересира дали е пулсирачка главоболката, што може би окажува на васкуларна патологија. Таква е и главоболката кај мигрена. Понатака, јачината, односно интензитетот на болката исто така ни се многу важни, меѓутоа тука не можеме многу да се ослониме, односно да им веруваме на пациентите, бидејќи секој има различен праг за болка. Некои пациенти имаат тенденција да ја минимизираат болката која што е важна или сериозна, други ја драматизираат. Затоа тука е многу важно кога сакаме ние како лекари да добиеме информација за интензитетот на болката, да ги прашаме пациентите дали е доволно јака за да им го оневозможува секојдневното функционирање. Например, мигрената е таква болка. Кога вие имате мигрена, не сте способни за работа, не сте способни за квалитетно секојдневие како што си имате во денови без болка. Исто така, многу е битно да ги прашаме пациентите дали болката е толку јака да ги буди од сон. Конкретно споменавте менингитис, воспаление на обвивките околу мозокот. Таа главоболка ќе ве разбуди од сон и нема да ви, толку е јака, сакам да кажам, и нема да ви дозволи да заспиете. Но ќе се согласите сигурно со мене кога ќе кажам дека не треба да оставиме главоболката да си трае, ниту да земеме некое лекарство, ниту пак да одиме на лекар. Што прво препорачувате, да земеме сами нешто за смирување или сепак да појдеме на доктор? Кога да се оди на доктор? Кога ќе се јави главоболката. Значи веднаш. Да, веднаш. Затоа што суштинската разлика тука, односно, ајде да кажам, што ни дозволува сами да превземиме терапевски пристап. Мигрената или другиот тип на главоболки кои што се хронични, пациентот сам си ги знае. Тие стереотипно се повторуваат. И вие знаете дека имате таков тип на главоболки и претходно. Во тој случај, оправдано е да си го земете дома сами лекот кој што ви помага. Не само лек, постојат и немедикаментозни мерки кои пациентите сами ги препознаваат, бидејќи си ја препознаваат болката. Меѓутоа, ако доживеете главоболка каква што не сте доживеале никогаш, односно ви е нова, или е главоболката многу силна, тогаш секако не треба да се преземаат мерки на самоиницијативни мерки за третирање, туку треба да се јавиме на лекар, бидејќи зад главоболката може да се крие и сериозна болест, не само невролошка, и општо медицинска.
Верувам дека главоболката е поврзана и со возраста. Се случува и деца да ги боли глава, но најчесто повозрастната популација, односно да речам таа средна генерација. Зошто? Има ли некаква поврзаност со возраста или едноставно тие што се средна генерација се луѓе кои што имаат динамично секојдневие и токму заради тоа практично може да им се случи и честа главоболка? Главоболката како болест или главоболката како симптом на друга болест може да се јави во било која возраст. Од детска популација преку таа средна категорија на граѓани која наведувате до стари лица. И тоа нас на лекарите ни е многу важно. Например, прв пат појавена главоболка кај пациент кој што има над 50 години ја сваќаме сериозно. И тука обично употребуваме поширока палета на дијагностички испитувања. Значи, главоболката може да му се случи на било кој и било кога, во било кое животно доба. Има одредени главоболки кои што се покарактеристични за одредена популација. Мигрената, за која, како што кажавте, ќе зборуваме во вториот дел од нашиот разговор, е типично женска главоболка, која што се јавува најчесто во таа средна популација, односно 90% од сите мигрени велиме ќе се јават под 40 години. Најчесто кај жената, може да има и кај мажи, меѓутоа почесто е жената. 20% се јавува во првата декада од животот. Така што таа главоболка, мигрената која што оди со возраста. Така. Знам дека не сте педијатар, но сепак можете да ни дадете некои базични информации за главоболките кај децата. Јас од моето искуство обично вела дека главоболка кај дете е поврзана со видот. Што може друго да е причина? Да, главоболката не само кај детската популација, и кај возрастните може да укажува и на некое нарушување на очите, од банално нарушување, како да речеме, рефракциона аномалија, кај школските деца, односно кај училишната популација, тоа би се манифестирало во смисла децата не гледаат добро ако седат во позадните редови, па тоа се открива преку главоболка, до посериозни нарушувања, например јака главоболка позади едното око кај глауком или некои воспаленија и така натаму. Да, кај децата конкретно постои таа главоболка во склоп на очните нарушувања. Нормално и другиот тип на главоболки ги има кај децата. Например, и мигрената може да се јави, иако поретко рековме во првата декада од животот. Еве, интересно е што кај децата обично тоа се открива преку стомакот, односно тие имаат така наречена абдоминална мигрена. И тоа е поврзано, значи не е само главата и вратот и се она што е на главата. Може да биде и со стомакот, еве нешто ново научивме. Може ли да ги чуеме кои се другите причинители за главоболка? Поврзана е нели главоболката со, ја класифициравме, но има и други причинители кои што секако се многу чести, затоа и главоболките се чести. Така. Значи, причините за главоболки може да бидат невролошки и неневролошки. Ајде ќе почнеме од неневролошките. Да речеме, секоја инфективна состојба, секоја вирусна инфекција може да оди со болки во мускули и общ замор и главоболка како симптом или многу други заболувања во организмот. Други невролошки причини кои што знаат да одат со главоболка се, да кажеме, мозочните удари, особено оние кои што се со крвоизлевање во мозокот, тие болат. Воспаленија на крвни садови во мозокот, воспаленијата на мозокот и обвивките кои што ги спомнавме. Хроничните главоболки како што се мигрени, тензиони главоболки. Сето тоа, епилептичните напади може да бидат причина за главоболка. Една банална лумбална пункција како интервенција може да биде причина за главоболка. Навистина е широка палетата на причини и заболувања кои одат со главоболка. Што е со промената на температурата? Што е со, мислам, на надворешната температура? Многу често почнавме да реагираме со главоболки. Исто така чувствуваат луѓето многу често главоболка како последица од промена на сопствениот притисок и милион други такви фактори кои што можеби не ги забележуваме, а сепак се фактори кои што влијаат за да не боли главата.
Да. Кога пациентите доаѓаат на лекар и се оплакуваат на главоболка, една од најчестите поплаки ми е дека кога ќе се промени времето или кога има некои временски неприлики, тие имаат главоболка. И ние им веруваме, бидејќи најчесто тоа и е така. За мигрените, например, тоа е типично. Односно, временските неприлики најчесто може да бидат прецепитирачки фактор, причина да се јави главоболка. Влажноста на воздухот ако се променува, температурата ако е повисока, суви ветрови, невремиња, тие може да бидат прецепитирачки фактор за да добиете главоболка. Вие споменавте и сопствениот притисок, односно мислам дека алудиравте на крвниот притисок. Ако притисокот, крвниот притисок нагло се покачи, односно добие високи вредности, да, тогаш може да се јави главоболка во склоп на таа хипертензивна криза, криза од висок крвен притисок. Меѓутоа, тука постои една заблуда која што би сакала да ја истакнам. Луѓето кога ќе ги боли глава, веднаш постигнуваат по апаратите за крвен притисок и го мерат, особено оние кои имаат хипертензија како болест. Значи, хронично покачениот крвен притисок не е причина за главоболката. Тоа би сакала да го потенцирам. Обично главоболката може да ги покачи вредностите на крвниот притисок, а не обратно. Значи, тука е таа поврзаност. Да. Ние секогаш си сметаме дека е обратно. Каде боли главата кога е висок притисокот крвен, а каде боли кога е низок? Има ли тоа некаква врска? Зашто ние знаеме да си кажеме. Има. Ме боли позади, изгледа ми паднал притисокот. И кога боли позади, тогаш е обично притисокот повисок. Нема некој стриктно правило каде точно боли главата кога ви е притисокот покачен, но обично тоа се тилни главоболки и тие се пулсирачки. Така. Кога е притисокот низок, заедно со пропретните симптоми на една општа замаеност и леснотија, обично главоболката е дифузна, односно боли цела глава и таа главоболка е стегачка како притисок. Постојат и други фактори кои што ние сметаме дека се причинители за главоболка, а тоа е долгото седење пред компјутер. Има ли вистина во тоа или е заблуда? Има вистина во тоа. Пред се делот што го спомнавме со очните нарушувања, знае после долготрајно, ние и предолготрајно можеби го користиме денот пред компјутер, знае да се јави главоболка и причинска причина за главоболката е токму тоа. Така што често несвесно го правиме тоа, меѓутоа е поврзано. Така. Тука е секако и вратот, таа поврзаност со вратот, бидејќи не секогаш правилно седиме, постојано сме во една иста позиција. Може ли тоа да биде некоја поврзаност, бидејќи и од вратот болката доаѓа па се шири? Да, токму така. Значи, тоа е спазам или напнатост на мускулите. Ние медицински ги викаме паравертебрални или мускулите околу арбетниот столб. Тие се напнуваат, страдаат кога седиме неправилно, односно кога седиме во некоја неприродна положба и токму таа напнатост, односно тензија во мускулите го активира механизмот на болка. Честа и многу честа проблематика се таквите главоболки кои што потекнуваат од неправилности на мускулите. Обично тие главоболки се јавуваат од вратот и се шират во задниот дел на главата и се стегачки по карактер. Пациентите типично ги опишуваат и како печење, како жежење, како некој да им ја тегне косата од вратот и сето тоа е последица на нашето неправилно седење и држење на телото. Добро, ќе препорачаме во овој дел од емисијата помалку на компјутер и правилно да се седи. Да. За да не дојде до главоболки. Апсолутно. Уште еден причинител кој што е многу чест, а тоа е дехидратацијата. Кога не пиеме доволно вода, може да не боли главата. Имаме гледач, ајде ќе ми одговорите на ова прашање да го чуеме гледачот да не чека. Повелете, добар ден. Добар ден. Ве слушам. Јас се јавувам затоа што многу често имам главоболки. Понекогаш главоболките ми траат и по неколку дена.
И сега само што спомнавте и за вода, јас не пијам вода затоа што самиот организам, значи, не ми бара да пијам вода, значи течност, единствена течност ми е една шолја чај од Савајл. Меѓутоа не можам, самиот организам не ми поднесува пример да пијам вода, да внесувам течности. Така. Добро, ви треба уште некој податок? Да, ве слушам. Колку години имате? 44. 44. Тоа не се случува од сега, тоа се случува дури... Да, спомнавте дека често имате главоболки. Да. Од кога имате вакви главоболки? Од кога искусувате вакви... Тоа може од 25 години навак. Добро. Да, долго време. Да. Ете, ова е еден типичен пример за хронична главоболка. Главоболка која што во самата основа не е страшна, не ни алудира на некоја сериозна патологија како таква, меѓутоа пациентката ја мачи. Тоа се главоболки кои што се стереотипни, имаат тенденција да се повторуваат, ја бараме причината, најчесто не ја наоѓаме. Мислам дека оваа гледачка спаѓа во групата на пациенти со тензиони главоболки. Кога ќе кажам тензија не значи напнатост, терминот е тензиона главоболка. И секако дека тоа што слабо се хидрира, односно не внесува доволно на течности, може во одредени ситуации да ја биде причина за главоболката. Гледачката спомна дека пие само една шолја чај во денот, а вкупната, односно минимално препорачената доза на вода која треба да ја внесеме е 2 литри во текот на денот, така што... Така, може ли да ни објасните што всушност се случува кога не внесуваме доволно количество на течности, односно вода, и поврзаноста со главоболката? Тоа е веројатно и со крвните садови се поврзано. Која е таа врска? Намален внес на течности може да биде причина за главоболка, особено во летните месеци, кога и надворешните температури се повисоки. Механизмот е класична дехидратација, значи губење, сушење на организмот. Тогаш во нашиот организам има помалку течност, остануваат и настануваат некои други електролитни дисбаланси, абнормалности, кои што влијаат на многу нешта во организмот, па и на болен синдром. Така. Имаме повторно гледач, да го чуеме. Добар ден. Добар ден. Поздрав до лекарката, до вас. Благодарам. Видите, јас сум со главоболки доста, али имам од потрес претрпено, од епи страдам и прва и втора категорија. И сега притисакот мој варират. Кога повисок, кога помал, а се во ред со срцето, со тие работи, се си е во ред. Добро. Сега најпоќе ми е тешко, зашто дома имам апарат, го провервам, али кога ќе дојдит до 160 и натака, не ми кажува некако апаратот. Јас го викам тоа аматерски, добро. И сега нагло ќе урнит, а течностите ги пијам ради циркулацијата на крвта во мозокот, ради другиот проблем што го имам. Водата си ја пијам, течности пијам и ги примам фуросемидот, го примам и раниталот. Ринаприлот, извини. Ги За примам. висок притисок. Тука, дали да сменам терапија што како ќе се урнит и ќе се кренит, не знам, дали да сменам терапија. Добро. Терапијата нема потреба да се менува доколку добро делува. Пациентката напомена терапија против висок крвен притисок. Значи, доколку притисокот е добро регулиран, таа терапија не треба да се менува. Таа спомна дека има падови и покачување на вредностите на крвниот притисок. Може би околу тој дел треба да се консултира со својот матичен лекар околу правилно дозирање на лековите. Таа спомна, и тоа е добро, дека имала потрес на мозокот, тоа е значи повреда на главата, која што е болна во самиот момент, тогаш кога ќе се случи. Меѓутоа исто така во медицината, во неврологијата постои феномен на
посттравматска главоболка. Луѓе кои што еднаш доживеале повреда на главата, многу години подоцна можат да манифестираат главоболки, кои што пак ќе кажам не се сериозни како патологија, меѓутоа се досадни за пациентите, се напорни и бараат третман. Така. Спомна и епинапади. Колку епилепсијата може да биде поврзана со главоболките? Најчесто главоболката кај луѓе кои што страдаат од епилепсија се јавува после нападот. Значи тие ќе имаат напад, нападот завршува и после нападот имаат главоболка. Ние ја викаме постиктална главоболка после напад. Не бара некој посебно третирање главоболката како таква, тука повеќе се занимаваме со третманот на нападите и на епилепсијата како болест. Меѓутоа многу е честа, многу е наведуваат пациентите кои што страдаат од епилептични напади. Сакам сега да ве прашам за еден период од жената, а тоа е периодот на менструалниот циклус. Многу жени се жалат дека токму во тој период, пред менструалниот циклус или за време на менструалниот циклус, имаат страшни главоболки. Да, тоа е точно. Дури 50% од жените го поврзуваат својот менструален циклус конкретно со мигрената како главоболка. Пред да подетално да го разработиме тој проблем, сакам да кажам дека токму и појавата на мигрена се јавува кај тинејџерки, најчесто жени, и често се јавува со нивната прва менструација. Така да може да замислите колку е големо тоа психолошко оптоварување за пациентката која што е во таков период од животот, со прва менструација и плюс прва мигрена. Тогаш обично главоболките изгледаат подраматично и за пациентите, и за семејствата, а на крајот на краиштата и за нас како лекари. Менструалниот циклус кај жената е поврзан со почести главоболки. Дури има и посебен ентитет менструална мигрена. Зошто тоа се случува? Очекуван е одговорот поради хормоналните флуктуации. Женските сексуални хормони, естроген и прогестерон, прават многу промени во телото, и физички, и биохемиски, и многу е очекувано една од тие промени да се рефлектира како главоболка. Менструалната мигрена е еден посебен ентитет кој што се јавува кај помал процент од жените, помалку од 10% некаде. Тоа е главоболка која што се јавува 2 до 3 дена пред жената да прокрвари и првите неколку дена од крварењето. Тоа се главоболки кои што се прилично досадни, траат подолго и жените се во тој период, како да кажам, потиштени. Не бараат некој специјален третман или диагноза, меѓутоа е препорачливо жените да си водат дневник, во кој што ќе си ги запишуваат нападите и деновите од менструалниот циклус. Па потоа лекарите во зависност од тежината на симптомите и сериозноста на состојбата реагираат тераписки. Сега во овој дел рековме додека зборуваме за главоболките, пред да преминеме на мигренозните главоболки. Сакам да ве прашам, дали треба да трпиме кога не боли глава или пак да земеме апче? Што препорачувате? Јас препорачувам да ја третираме главоболката во зависност од тежината. Значи, ако болката не можете да ја толерирате и ви смета во работниот ден, во секојдневните активности, нормално дека подобро е да го сузбиете, да ја сузбиете болката отколку да ја трпите и да ви смета. И на другите. Така. Може веројатно потоа да се рефлектира на нешто друго таа главоболка и да направиме компликација, затоа да не одложуваме, туку да ја санираме болката со некој аналгетик. Да. Зборуваме за обична главоболка. Обична главоболка, да. Така. Во продолжение на емисијата ќе зборуваме и за мигренозните главоболки, да го погледнеме блокот реклами. Еве во студиото Алфа Ординација продолжува за главоболки и мигренозни болки, главоболки ќе зборуваме денеска, а во вториот дел од емисијата еве нешто повеќе ќе чуете за мигрената, односно мигренозните болки. Доктор Марија Гашовска, невролог од болницата Аџи-Бадем Систина, е денеска заедно со нас. Сега, да кажеме разлика меѓу мигренозните и обичните главоболки, постои ли? Мигренозните повеќе болат или не? Постои.
Најпрви, мигрената е болест. Значи, специјална главоболка, примарна главоболка. Не постои друго објаснување зошто таа се јавува. Обично, мигренозните напади, мигренозните главоболки се многу јаки. Често таквите пациенти завршуваат во ургентните центри, во единиците на брза помош да примат терапија. Тие се многу јаки главоболки и често пати таквите пациенти се подложни на подетална дијагноза, односно тука мислам снимања и... Освен тоа што има јачина мигренозната болка, по што друго се разликува? Како реагира пациентот? Кои се другите симптоми? Сепак мора да знаеме за да можеме обична главоболка од мигренозната разликуваме. Да. Мигрената е хронична главоболка која што има тенденција да се повторува. Колку често зависи од пациент до пациент. Пред да се јави нападот на мигренозна главоболка, често пати, не кај сите пациенти, меѓутоа голем дел, постојат предупредувачки знаци, дека можеби ќе се јави мигренозна атака, мигренозен напад. Најчесто тие предупредувачки знаци се во домен на расположение, памтење и општ замор. Што значи расположение? Расположение во смисла пациентите се чувствуваат безволно, нерасположено, има промени во нивното однесување, како еден предвидувачки фактор дека ќе се случи напад, му претходат на нападот. А помнењето? Секако заборавни, можеби конфузни, дезориентирани, во зависност од пациент до пациент. Значи, ова е претходница на мигренозната болка. Да, може да се јави, но и не мора. Најчесто се јавуваат. И потоа следи самиот напад на мигренозна болка, кој што е исто така специфичен. Мигренозната главоболка е јака, пулсирачка главоболка. Обично се јавува во половина на главата, меѓутоа не е правило. Може да боли и цела глава. Пред да се јави главоболката, може да се јават и невролошки дефицити, тоа ние го викаме аура. Најчесто тие се однесуваат на видот. Така, а што е всушност тоа? Тоа е претходница на мигрената. Зборуваме за мигрена со аура, постои мигрена без аура. Ако има мигрена со аура, пред пациентот да ја искуси главоболката, ја доживува таа аура. Тогаш има невролошки дефицити. Во смисла, најчесто тоа рековме се визуелни невролошки дефицити. Пациентите нема да гледаат со дел од видното поле, ќе гледаат црни точки или ќе гледаат светки кои што типично се шират од центарот према периферијата на видното поле. Тие обично траат пократко и кога ќе заврши периодот на аура, се јавува периодот на главоболка. Типична мигренозна главоболка. Повторно ќе кажам јака, пулсирачка, пропратена и со други симптоми, најчесто тоа се гадење, повраќање, им смета светло, им смета звук, може да имаат и вегетативна симптоматологија како тахикарди, препотување, вртоглавици, губиток на свеста и слично. Колку сето тоа трае? Сето тоа треба да трае повеќе од 2 часа, а максимално трае до 2 дена. И што во таква ситуација треба да се изолира пациентот, да седи во затемнети простории, бидејќи му пречи и светлина. Да. Колку е работоспособен во таква состојба? Обично, значи, кога зборуваме за пациенти кои страдаат од мигрена, зборуваме за хронични пациенти. И тие самите се свесни што им се случува и знаат како и да реагираат. Токму ова што го спомнавте, се изолираат, легнуваат во темна просторија, во тивка просторија, се трудат дел од болката да ја отспијат, за да им помине во спиење. Можат ли да спијат со таква болка? Ако заспијат, тоа е добро, меѓутоа најчесто е потешко поради навистина јачината на главоболката. Така. Сум видела, ја врзуваат главата. Да. Помага ли стегањето на главата за да се намали таа болка? Кај некои пациенти помага, пак ќе кажам, мигрената е васкуларен тип на главоболие, значи главоболката е пулсирачка, имате чувство како крвта кога удира во зидот на крвниот сад, така некако ја опишуваат и пациентите болката и веројатно тоа стегање е тенденција да се супримира пулсирачкото чувство. Бидејќи рековте дека мигренозната главоболка е практично болест, што тоа значи? Може ли да биде предизвикана од промена на време, што пред малку зборувавме за главоболките? Да.
Тоа се преципитирачки фактори, значи фактори кои што со голема веројатност ќе ве донесат до главоболка. Не само промената на времето, еве и некои навики во исхраната исто така може да преципитираат мигрена. Например, консумирање на супстанции како што се сирење, чоколадо, месни продукти, колбаси, салами, вино, исто така може да предизвикаат главоболка затоа што содржат супстанции кои што го откочуваат тој механизам на почнување на главоболката. Преселби, голем физички напор, емоционални стресови, гладување, скокање на оброк може да бидат причина да се јави мигрена. Ме загриживте за чоколадото само. Ако имате мигрена, ќе го намалите. Немам, ама да не престанам да јадам чоколада. Малку шега, повелете, добар ден, ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до емисијата. Имам едно прашање до докторката. Имам ке 2 месеци вртоглавица. Бев на компјутер, нема ништо. Бев на рентген, ми пронајдоа шилца. Добро. И сега пијам цинедил, секакви таблети и не ми помага, али некако ми иде вртоглавицата и некој пат како паничен напад. Например, кога ќе одам во некоја институција и малку страв, малку несигурен, ќе влезам, како ќе биде, шо ќе биде и опšte люлям. Тоа ми се дешава. И сега што да правам со шилцата или нешто друг предлог? Добро, ова прашање малку вон темата, меѓутоа ќе се обидеме да му одговориме на гледачот. Значи, тој се жали на вертикинозни симптоми, ја сликал главата, таму не е пронајдена причина за неговата вртоглавица. Она што е пронајдено е дека има дегенеративни промени на рбетот кои може да му бидат причина за вртоглавицата. Ако тоа е причината, таму треба да биде и лоциран третманот. Значи, треба да прима миорелаксанси, опуштачи на мускули, да применува физикален третман, цинедилот кој што го пие лек против вертиго, така да тоа останува. Нормално дека вртоглавицата е непријатно чувство, па човек се плаши кога ќе му се случи веројатно и затоа му се случуваат тие панични напади што сам ги спомена. Значи, ако е откриена причината за вртоглавицата во вратниот дел на рбетникот, таму треба да биде и третманот. Во кој период од животот на човекот најчесто се јавуваат мигрените? Така, мигрените се типично женски главоболки и се карактеристични за помладата женска популација. Предходно споменавме дека дури 90% од мигрените треба да почнат пред 40-та година. Сакате да ми кажете дека мажите не патат од мигрена? Не толку колку жените. Да, објаснивте и зошто е тоа така. А како вие, докторите, ја диагностицирате? Една олеснителна околност за жените со мигрена е дека многу помалку напади добиваат за време на бременост и кога се во менопауза. А зошто? Поради хормоналните флуктуации кои што ги споменавме претходно. Тоа значи дека жената штом дојде во оној период, да речам, кога нема веќе менструален циклус, да, а била со хронични мигренозни болки, веќе престануваат, се смета како излекувана. Се намалуваат, фреквенцијата на нападите многу се намалува и очекуваме да исчезнат. Добро, еве убава информација за сите оние жени кои што се во тој период од животот. Како ја диагностицирате вие, лекарите, мигренозната болка? Потребни ли се некои снимања, на кој начин сето тоа го работите со пациенти? Не само за мигрената, туку општо и за диагностицирање на било која друга главоболка, клучен ни е клиничкиот преглед и разговорот со пациентот. Во старт ние треба за полесно да ја диагностицираме мигрената, да ја класифицираме дали е акутна, дали е субакутна или дали е хронична. Например, кога ќе дојде пациент и кога ќе ви каже ваква главоболка сум немал никогаш во животот, тогаш имаме посериозен и поургентен пристап. Тие пациенти најчесто завршуваат со снимање дали
скенер на глава или магнетна резонанса. Субакутната главоболка е нешто што се случува во последните недели до месеци и исто така може да биде причина, индикација за некоја посериозна болест, особено ако се јавува кај повозрасна популација. Хроничните главоболки веќе се познати и за пациентот, можеби и за лекарот, доколку се јавува пациентот кај својот лекар, така да тука имаме повеќе време на располагање, избегнуваме непотребни и скапи снимања често, така што клучно е да ја сврсиме главоболката во овие категории, понатака реагираме согласно и другите пропратни симптоми, другите поплаки на пациентот, тежината на болката и болеста. Добро, и тераписките механизми кои се? Конкретно за мигрената ме прашувате или општо за главоболките? Мигрената е јака главоболка, рековме, силна главоболка, им смета на пациентите, тие не може да функционираат, не се работно способни, значи треба да се третира. Постојат два начини како ја третираме мигрената. Третираме акутен напад, тогаш кога ќе се јави, и третираме профилактички. Ќе го објаснам тој профилактички дел малку подетално. Кој лек да се земе кога има човек мигрена? Тоа е многу често прашање. Обично зависи од тоа колку е тешка како болка мигрената во моментот и дали има пропратни симптоми. Да кажеме, ако пациентот не искусува многу јака главоболка, обични, која ќе кажам, мислам на аналгетиците, што секојдневно ги користиме и против други болки, може да бидат доволни. Ибупрофени, аналгини, кафетини, нестероидните антиревматици, ако тие помагаат, потребно е, односно доволно е пациентот да ги земе нив. Со напомена дека треба да ги земат веднаш, односно на самиот почеток на нападот. Доколку па главоболките се многу јаки, многу силни и особено ако се пропратени со гадење и повраќање, пациентите не можат да земат лек, тогаш препорачуваме да се јават на лекар за да примат парентерална терапија, подкожна, интрамускулна, интравенска, комбинирана со антиеметик, бидејќи рековме, овие пациенти често повраќаат. Најчесто така и мигрената завршува, нападот завршува со повраќање. Тоа е како лекуваме акутен напад. Постои една специфична група на мукни аналгетици, триптани и деривати на ерготамин, кои што ги даваме како кај појаките напади. Вториот дел на лекување е профилактички третман. Кога го применуваме овој третман? Доколку пациентите имаат многу тешки и онеспособувачки мигрени или ако се тие многу чести, па во месецот, пациентите не можат поради тоа да функционираат, односно имаат повеќе болни отколку денови без болка. Во тој случај се даваат лекови кои што треба да се пијат долгорочно и тоа се 4 групи на лекови: трициклични антидепресиви, бета-блокатори, антиепилептици и блокатори на калциумски канали. Токму по овој редослед, како што ги напоменав, така и ги користиме. Не е едноставно секако да се има мигренозна болка, но ми се чини дека уште покомплексно е прашањето кога ќе дојде до компликација на мигренозната болка со некое друго хронично заболување. Каков пристап имате тогаш и со што обично може да настане таа компликација? Со кое друго хронично? Дали е диабет или кардиоваскуларно некое заболување? Така, кога рековме дека имаме лагодност кај овој тип на главоболки со оглед на тоа дека се хронични, тоа на некој начин може да биде и замка. Бидејќи пациентите кои што во основа имаат мигрена, имаат право да се заболат и од нешто друго, нели? Така да тука може да настане и превид. Да речеме, пациент кој што има мигрена, може да има и мозочно крварење или некоја друга болест. Во однос на тоа што ме прашавте дополнително, да кажеме, компликација на мигрена може да биде и мозочен удар. Особено кај повозрасни пациенти, пациенти кои што имаат мигрена со невролошки дефицити и кај жени кои страдаат од мигрена и паралелно користат орални контрацептиви. Тие може да предизвикаат и мозочен удар кај жена. Тоа е делот за компликација, а кажете ми, може ли на некој начин да се превенира мигренозната болка и воопшто главоболките? Ако знаеме дека заради тоа и тоа имаме мигренозни болки, можеме ли претходно,
со оглед на тоа што рековте дека има и знаци кои ни кажуваат дека ќе ги добиеме. Токму така. Често пати, за да превенираме главоболка или мигренозна главоболка, треба да го одбегнеме факторот што ја предизвикува. Често тоа не е можно. Да кажеме, мигрена и менструација, оди рековме, некаде од прилика паралелно. Вие не можете да ги одбегнете месечните циклуси. Останува фактот дека ќе ги добивате. Во тој случај делуваме профилактички со лекови. Рековме 3 дена пред да започне крварењето, жената може да има главоболка, тогаш се дава обично аспирин или некои други аналгетици. Треба да избегнуваме, односно каде се може да превенираме, да кажеме правилен начин на живот со редовна и правилна исхрана, избегнување на супстанции во исхраната, зборувам, што може да ви прецепитира, да ви предизвикаат мигрена, редовно и правилно спиење, живот и работа без многу стресови, без многу психички оптоварувања. Тоа е тоа што може и како немедикаментозен пристап ние го препорачуваме за да се избегнат денови со болка. Сакав да ве прашам дали во пубертетскиот период на животот на луѓето може да дојде до вакви мигренозни или главоболки, бидејќи и тој е специфичен период кога многу работи се менуваат во организмот на човекот. Имаме гледач, ќе ми одговорите на ова и да го чуеме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Јас сум на возраст од 58 години. Главоболка имам од млади години. Меѓутоа, во последните години дознам до сознание дека имам мигрена и потполно докторката, како што кажа, главоболката ми е претежно од десната страна во слепоочниците или во вратот, или пак во последните 2 дена сега ме болеше цела глава. Точно е дека јадам сирење, како што кажа докторката, чоколади јадам, малку внесувам течности. Овие што ги пиеме секојдневните таблети, аналгин, кафетин, тоа воопшто не ми помага. За да ми се смири главоболката, односно мигрената, употребувам номигрен и мора едно апче да се напијам од сабајле, па да легнам да отспијам неколку сати, па после 5 часати пак да се напијам второ апче, за да ми се смири главоболката и така во текот на денот ќе ми се смири главоболката. Али би сакала да ја прашам докторката, купувам една таблета во аптеките, која што се вика Зопринеа, тоа е една таблетка, која што кошта 89 денари. Со таа таблетка која ќе се напијам за мигрена, ми поминува за неполни 40 минути главата. Али не пијам друго ништо, да кажеме, ако имам секогаш резервно од тоа апче, ако се напијам од тоа друго, значи не пијам, значи тоа е толку ефикасно апче што поминува главата за 40 неполни минути. Добро. Немам значи, еве има тоа. спас. Ајде да го чуеме одговорот. Имаме уште еден гледач што чека. Повелете, одговорете. Значи, пациентката си го пронашла својот лек. Спомна дека користи Зопринеа. Тоа е триптан, аналгетик од групата на триптани. Тие се аналгетици кои што најчесто ги користиме за да ја купираме главоболката кај мигрена и добро е кога лекот делува како што и делува на оваа пациентка. Мислам дека со оглед на годините што ги спомена, 58, ако не се лажам, или 48. Така, добро, 58 години, мислам дека таа е во категорија и добро е што се јави да ја споменеме и неа во категорија на мешови тип на главоболки. Значи, ги спомнавме мигрената и тензионото главоболие како најчестите примарни главоболки, заболувања. Не е толку ретко тие се испреплетуваат една со друга. Дури некои лекари кои што се занимаваат со оваа проблематика посериозно велат дека се работи за исто заболување со двете главоболки поставени на двата краја. Мигрената е поекстремна, потешка, тензионата е некаде подолу во скалилото. Мислам дека ова е пациентка која што има веќе комбиниран тип на главоболка, затоа што е во години кога мигрената треба да прекине.
И добро е, како што рековте, си го нашла својот лек. Да. Значи, има шанси за да се справи со неа. Ајде да го чуеме и следното прашање. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до докторката. Имаме прашање, вака. Имаме слабост во левата рака и нога, ја завлекуваме, што понатака со докторката да прашаме? И слабост во рамнотежата. Аха. Слабост со рамнотежата. И слабост во левата рака и ја завлекувам левата нога. Зборувате за вас? Да. Вие имате колку години? 32. А од кога го имате ова како проблем? Веќе цела година. Цела година, во ред. Значи, Пријатно. Пријатно. Ова е млада пациентка која што има сериозни невролошки симптоми, значи има слабост на левата страна и проблеми со рамнотежата. Ова нема врска со главоболката како болест, меѓутоа и препорачувам на оваа пациентка да се упати во било кој центар каде има невролог за понатамошни исследувања. Задолжително, да не остава да... Со оглед дека има малку години, а сериозни симптоми невролошки. Така. Го спомна пубертетот. Да. Што се случува? Има ли таму мигренозни болки, главоболки? Зошто? Да, ние знаеме дека се нешто се случува во пубертетот во тој период. Има поврзаност, односно и пубертетот како животен период може да биде окидач, односно дел каде што мигрената почнува. Најчесто и пациентите го искусуваат првиот мигренозен напад во токму во овие тинеџерски години кога почнува и пубертетот, и рековме колку тоа може да биде драматично за самиот пациент и за неговото семејство. Не само мигрената, во овој период од животот пубертетот се случуваат и други главоболки, кои што се поврзани можеби и со емоционалните доживувања, промената на организмот, промената на телото, како физички, така и психички, а да не ги споменувам и пропратните младалачки болести кои што може да одат со пубертетливата да се носи на лекар или да му се даде аналгетик за главоболките? Да се носи на лекар. Добро, еве при крај сме на емисијата. Каков совет вие на нашите гледачи би им дале? Еден час речи се зборуваме за главоболките и мигренозните болки, нешто што е навистина често дел од нашето секојдневие. Главоболката некако ни стана пријател во последно време. Морам да го спомнам и загадениот воздух, кој што еве почнува зимското време, маглите. Тоа е можеби најдобриот пример од нашето обкружување како атмосферските неприлики влијаат врз нашето здравје и конкретно врз главоболката, бидејќи се соочуваме со таков проблем практично секојдневно и особено во овој период од годината кој што ни следи. Јас на гледачите им постакувам што помалку денови без болка, без главоболка, а им препорачувам во деновите со болка да побараат помош од лекар. Така. Во деновите кога загадувањето е навистина големо, а веќе влеговме во тие денови, дали ќе не спаси од главоболка одење на некое повисоко место каде што воздухот е почисти со повеќе кислород? Апсолутно. Така е, значи повеќе прошетки и секако здрава, квалитетна исхрана ќе бидат превентивните мерки со кои што ќе ја победиме главоболката. Токму така, да. Ви благодарам за денешното учество во Алфа Ординација. Ви благодарам и вас. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи. Еве, завршивме уште едно издание на нашата емисија која што се грижи за вашето здравје. Останува вие денеска да се погрижите за вашето здравје и секако да следите Алфа телевизија утре во 10 часот со нова тема. Се гледаме во Алфа Ординација. Довидување.